ЕВН и Елем Трейд, фирма керка на електрани на Македонија, ќе ја водат битката за универзален снабдувач со струја, фирма што ќе ги снабдува домаќинствата ако самите не направат избор на слободниот пазар. Денеска истече крајниот рок, а единствено овие две компании доставија понуди. Главен критериум за тоа кој ќе го добие милионскиот бизнис е бруто маржата, што вклучува заработка за фирмата, амортизација, оперативни трошоци, покривање на загуби. ЕВН предложи бруто маржа од 14,4%, а Елем Трейд 14,9%. Комисијата за избор на универзален снабдувач во наредните 2 недели ќе врши евалуација на понудите, пошто ќе следи електронско негативно надавање на двете компании. Почетната маржа ќе биде најниската маржа од овие две понуди, односно пониската маржа од овие две понуди, со оглед дека се две. Понудувачот кој на електронската аукција ќе понуди најниска маржа, ќе биде избран за најповолен и ќе биде поканет да го потпише договор за универзален снабдувач. Иако рокот за избор на универзален снабдувач истекува за 86 дена од денеска, од комисијата се оптимисти дека таа ќе заврши многу побрзо, па дури и пред нова година. Се уште не се знае со сигурност кога универзалниот снабдувач ќе почне со работа, бидејќи во случај на неуспех постапката ќе се повтори уште еднаш. Доколку пропадне постапката, владата во рок од 3 месеци по завршувањето на постапката спроведува нова постапка, а доколку пропадне и двете и новата, владата директно може да назначи универзален снабдувач. До изборот на универзалниот снабдувач, дејноста ја извршува снабдувачот на електрична енергија на тарифните потрошувачи, односно ЕВН Македонија АД Скопје. За комисијата не е зачудувачки тоа што и покрај големиот интерес од 20 на снабдувачи со струја, од кои 8 активни, само 2 компании доставија понуди на јавниот оглас. Причината ја гледаат во тоа што многу од нив немали искуство со опслужување на голем број корисници. Домаќинствата излегуваат на слободниот пазар од 1 јануари.